Општина Куманово денеска организираше јавна расправа за ажурирање на постоечкиот план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во рамки на проектот Справување со загадување на воздухот, кој е дел од програмската рамка на UNDP финансирана од Кралството Шведска и кофинансиран од локалната самоуправа. Планот е усвоен и одобрен од Министерството за заштита на животна средина и просторно планирање и Советот на општина Куманово. Субвенционирање на инвертер клима уреди, субвенции за чистење на оџаци, поставување на прочистувачи на воздухот во образовните институции почнувајќи од градинките преку училиштата, се само дел од дополнителните мерки со кои општина Куманово планира поефикасно да се справи со загадувањето на воздухот. Самиот план има важност до 2026 година. Така да во овој период, преку вклучувањето на општината во проектот Справување со загадување на воздухот, апдейтиран е самиот план со предлог мерки кои сметавме дека треба да бидат вградени во планот, по барање и анализа на неколку работилници со самите граѓани и преку граѓански форум. Така да ажурирањето на планот за квалитет на амбиенталниот воздух, нацрт верзијата изработија Климатски центар и денеска ќе биде представен пред граѓаните за предлог мерки дополнително доколку бараат и понатака оди на одобрување во Министерството за животна средина и здравство и усвојување од страна на Совет. Тоа можно е, значи согласно законските обврски, може да се ажурираат плановите, така да сметавме дека треба да бидат воспоставени дополнителни мерки како би биле што поефикасни во справувањето со загадување на воздух. Има доста, внесено нови мерки во делот на субвенционирање и ова година општина Куманово почна да субвенционира клима инвертери. Исто така предложени се субвенционирање за чистење на оџаци. Сакаме да одиме исто со поставување една од предлог мерките и поставување на прочистувачи за воздух во образовните институции, почнувајќи од најмалите, од градинките, во училиштата, бидејќи дел од истражувањата беа вршени и во образовните институции, како би ги заштитиле најмладите. Мерки кои општина Куманово ги спроведува од 2022 се субвенционирање, последната мерка на чистење, на клима уреди, понатака субвенционирање на приклучок на газ, од одржување на едукативни кампањи за подигање на свеста кај најмалите во склоп на еколошката кампања обезбедена со средства од буџет на општина Куманово, Куманово мој зелен дом. Понатака, исто така имаме работено на доста стратешки документи и овој документот што е по стандарди на Светска здравствена организација испитувања, за да се најдат најголемите загадувачи уделот, кој е најголем удел во загадувањето во општината. Така да сега имаме исто така работено на пошумување преку проектот кој го работи секторот за EU интеграции, EU for Clean Air, поставување на гасификација во голем дел од јавните институции. Општина Куманово, особено одделението, даде многу, да кажеме, плодни предлози и искочи во насока на граѓаните. Кажа да се предложат мерките за субвенционирање на клими, кажа да се продолжи со субвенционирањето на гасот, бидејќи како стратегија дека го има Куманово газ, продолжи со садењето на дрва, значи во таа насока сите што се директни придобивки за граѓаните, самата општина ги предложи тие мерки да влезат и во самиот план. Предлозите на форумите што беа во насока, имаше, знам дека еден најинтересен предлог си беше да не се прави огномет, туку да се принуваат дронови за новогодишната ноќ. Тоа е малце така по, да кажем, визионерски, за што не може да се примени. Граѓаните исто така гласа за мерките, училиштата да бидат што поеколошки, да се применуваат мерки за енергетска ефикасност, да се стават фотоволтаици за производство на електрична енергија, така да таа мерка од граѓаните е веќе прифатена и веќе ќе се реализира во текот на оваа година.
Жители на Речица реагираа дека неколку дена подрачното основно училиште 11 октомври во селото е без електрична енергија и без вода. Бараат од надлежните итно решавање на проблемот. Во спротивно ќе организираат протест, а децата нема да ги пуштаат на училиште бидејќи според нив не постојат основни услови за реализирање на наставниот процес во објектот кој што беше целосно реновиран во февруари годинава. Директорката на Општинското основно училиште 11 октомври Драгица Спасеќ во телефонски разговор кажа дека се работи на целосно решавање на проблемот и во најбрз временски рок училиштето ќе добие струја и вода. Според директорката, станува збор за дефект на пумпата за исцрпување на вода од бунарот, кој наскоро ќе биде отстранет, а децата, наставниците, ниту пак тоалетите во ниту еден момент не биде оставени без вода. Веднаш по настанатиот дефект во училиштето била доставена вода за техничка употреба, како и вода за пиење за учениците. Во меѓувреме се работи и на решавање на проблемот со електрична енергија, а олеснителна околност, според Спасиќ, е тоа што грејната сезона е завршена, а учениците посетуваат настава само во прва смена. Агенцијата за управување со одземен имот деновиве спроведе акција за уништување на одземени предмети на депонијата Краста со која стопанисува јавното претпријатие Чистота и зеленило. Акцијата беше организирана и спроведена од страна на Комисијата за уништување на одземени наркотични други, психотропни супстанции и прекурзори, формирана од управниот одбор на агенцијата. Согласно претходно изготвените списоци и одлуки, уништени беа предмети кои не може да се продаваат поради здравствени, ветеринарни и фитосанитарни ризици, како и значителна количина тутунски и алкохолни производи без соодветна декларација или со фалсификувано потекло. Единствениот оджачар од Куманово следната седмица ја започнува својата хумана мисија во Кочани. Во знак на сеќавање на настраданите во пожарот во Кочанската дискотека, Дино ќе исчисти 62 оджаци во Кочани, а сите средства ќе ги намени на најзагрозеното семејство во овој град. Повеќе детали за хуманитарната активност на Дино во продолжение. Жал ми е сочувство на сите фамилии. Тоа што се случило, институциите не си терат тоа работа. Јас сум во контакт со една невладна организација, скоро формирана во Кочани, со они со која сакам, имам намера 59, сега бидна 62. 62 оджака има да ги исчистам и сите средства да бидат наменети на една фамилија, што најдвам и една фамилија која е навистина загрозена од позагрозените таму во Кочани. Тие средства ќе ги донирам на таа фамилија. Сега идната недела јас идам таму и ќе бидам 3 дена таму да завршам таа ми емисија и ќе барам Господ здравје само да ми даде, а за нив само сочувство, не може ништо на друг начин да им се помогне. А ако има интерес во нашиот град, јас сум тука. И тука во нашиот град, слободно нека се јават, телефоните мои ги има и на интернет ги има секаде, нека ме барат, со задоволство ќе идам. А парите нека ги донират на тие фамилии. Општинската организација на Црвениот крст од Куманово в среда во градскиот парк во близина на автобуската станица ќе го организира 34-тиот општински надпревар по прва помош. На надпреварот, кој ќе започне во 10 часот, ќе учествуваат 14 екипи, поделени во две категории – младина и подмладок. Овогодишната тема на надпреварот ќе биде прва помош во училишна средина. Несреќите се случуваат секојдневно и насекаде, во домот, на улица, на училиште. Во таквите ситуации правилното укажување прва помош навистина може да значи живот или смрт, бидејќи без ваквата помош дури и малите повреди може да станат сериозни и фатални. Затоа, за да се обезбеди сигурноста на вработените и на учениците во училиштата, важно е едукацијата за правилно укажување прва помош да биде задолжителна во секое училиште, велат од Црвен крст Куманово. Во секторот за внатрешни работи Куманово вчера попладне било пријавено дека на граничниот премин Табановце се случила сообраќајна незгода, во која патничко моторно возило Пасат со охридски регистарски ознаки, управувано од 59 годишен жител на Охрид, удрило во метален столб со камери за видеонадзор, соопштија надлежните. Во незгодата повредени нема, а увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Куманово, информира МВР.
Гимназијата Гоце Делчев предстојниот патронен празник ќе го одбележи на 5 мај годинава. Според програмата за чествување на празникот на училиштето, во 11 часот ќе биде положено цвеќе пред бистата во дворот на гимназијата. Во 12 часот ќе бидат доделени благодарници на успешни ученици и нивните ментори, а од 11 до 15 часот ќе има отворен ден во пресрет на новата учебна година. По повод прославата на патрониот празник на гимназијата ќе се организира и пријателски надпревар во фудбал на 2 мај со почеток од 12 часот на училишниот терен на Средното техничко училиште Наце Буѓони. Пријателски ќе играат фудбал екипи на гимназијата и на Наце Буѓони. Тениски фестивал за деца се одржа вчера на тениските терени во Куманово, во организација на Тениската федерација на Македонија и трите тениски клуба од Куманово, Тумба, Куманово и Конфидент тенис. На тенискиот фестивал под наслов "Запознај го тенисот низ игра и дружба" продефилираа околу 90 дечиња кои низ игра и забава се запознаа со вештините на тенисот. За нивната едукација се погрижија тренерите од клубовите кои беа дел од организацијата на целиот настан. Тениската федерација на Македонија на тенискиот фестивал за деца ја представуваа Горан Шевченко, спортски директор во Тениската федерација на Македонија, како и техничкиот секретар Елена Никодиновска-Аџар. Потврдите за неосудуваност од основните судови, односно уверенијето од кривична евиденција за физички лица и уверенијето од кривична евиденција за правни лица, од сега може да се вадат онлайн преку националниот портал за електронски услуги услуги.gov.mk. Според министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, во овој пакет веќе дигитализирани се и потврдата од казнена евиденција и потврдата за изречена забрана на вршење професија, дејност или должност. Станува збор за документи кои се често потребни во секојдневниот живот за вработување, аплицирање за јавни повици, образовни постапки и многу други правни и административни процедури.